Добро вечер. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе знаете која е паролата, се надевам дека ја научивме. Никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка, која е таа дознаваме за многу кусо. Само збор два за неа. Таа е супруга на Игор, иначе Игор дознавме сега или дознавме минатата година кога ни беа гости како пар. Сите го знаат на Прекар, ќе ни каже и нешто за тоа. Мајка е на Калина и Никола, прекрасен вокал. Повеќе од 20 години, мислам дека 22 се, но ќе ми исправе ако грешам, е на македонската музичка сцена. Може одлично да се снајде и во поп музиката, но одлично и оди и во фолк музиката или во народната. Во едно интервју ќе рече, и ова е многу важно, и сакам да помуабите ми на оваа тема. Вели вака: платени сме онолку колку што вредиме и колку сме вложиле во нас. Јулија Николовска во ова Никој да не знае. Здраво живо. Вака ли е? Здраво живо. Точно ли е? Па има вистина. Има вистина? Има, да. Добро, дефинитивно, да. Знае ли никој како се вика мушти освен вие по дома? Знае. Знае? Па, ајде да кажам, претежно повеќе го знаат како Гац, меѓутоа правилно име му е Игор. Така е, да. Јуле, добра ли сте? Супер, одлично. Да. Ти? Супер изгледаш. Фала. Фризура. Благодарам исто. Вака сега, во едно интервју си рекла дека само на 9, велиш вака, имав само 9 години кога прв пат земав микрофон во раце и оттука започна цела приказна. Тоа е она во основно таа приказна? Во основно, да. Добро. Точно така. Па одамна беше тоа дете бе. За прв пат земав микрофон во рака, пред тоа беше патронален празник на школото. И пошто музичко секогаш добро ми идеше и секогаш ме тера да пеам као потенцијален талент, нели? И од тука произлезе желбата за да настапувам и на вака јавно на патронат, да. Испеав, мислам дека 2 песни. Се сеќаваш кој? Македонска беше Јовано Јованке и Отоше Проески. Тогаш беше која песна, знам од Тоше. Во кој си да ти спијам, некоја таква? Не, балада беше. Балада? Не ми текнува се. Добро. Твоите бакнежи. Твоите бакнежи, да. Па да, бели кошули. Да. И како помина? Па добро, сега првично, нели, микрофон во рака, неискуство, или немаше трема, дете, па веројатно сум имала позитивна или негативна, сега не ми текнува. Убаво искуство за мене и од тука започна целата приказна до дојде дома после патронатот и им рече јас сум ќе бидам пејачка? Па јас никогаш не се гледав како пејачка, ама некако музиката сама ме зема у своји раце. И така да, моите секогаш ме поддржава и ме форсира да бидам ова што сум. Да. А како се гледаше ти? Што сакаше да станеш? Па што знам, имаше периоди кога сакав да бидам нешто као полицајка, па имаше периоди сакав да бидам доктор, па период кога сакав многу да готвам, да бидам позната готвачка. Така. Значи повеќе периоди. Повеќе, да. Добро, ама овие другиве можеш освен полицајка што не можеш вака, иначе готвачка можеш дома да бидеш и да покажеш што се знаеш, така? Да. И си кажала во едно интервју дека супер, со многу љубов готвиш дома за твоето семејство. Да, моите колеги, пријатели, роднини, мислам сега немам некој сведок тука да каже дека да не излезе дека се фалам сепак, но уживам да готвам и тоа имам завршено, така да. А имаш завршено тоа? Имам, да, угостителско завршено, да. Ти си имаш опција без секогаш? Си имам, да. Ако не пеам, ке готвам, а може и двете заедно, така. Зошто да не? Никогаш си работела тоа? Не сум работела. Не. Од секогаш само музика. Работев еден период нешто друго во канцеларија, меѓутоа пак се вратив на музиката, да. Сега, ако зборуваме за од каде го наследи талентот, тоа е прво твојата баба и твојот татко хармоникаш, така? Точно, многу добро си се информирала или сум ти кажала, прочитав, не сакав да ми кажеш за да те биде интересен муабетот. Ако ми раскажеше, толку, нели, после поинако. Така, не е интересно. Да, не е интересно за тебе. Точно така, да. Мојата баба прекрасно пеела и за време, не знам, онако, за незино време, пред 100 години јаче. Тоа од кај татко ти страна? Од кај татко ми страна и ја барале од Белград, од телевизија да пее, меѓутоа знаеш како патриархално воспитани, знаеш како ти пеачка ќе бидеш, нема шанси, не ја пуштале. Да, прекрасно пеела. Пеела на собиранки, слави, на такви дешавки, точно. Иначе татко ми како помлад исто така се занимавал со хармоника и ден денес си свири за своја душа. Сега веќе е пензионер, во оваа прилика ги поздравувам и мајка ми и татко ми сите. Да.
И така, значи Да. талентот го наследив од нив. Да. Сега, после овој основно, првиот настап, да речеме, тој на 9 години, На 9 години, кој беше да. втор настап кој што така ти е забележан? Кој беше втор настап кој што ти е, да речеме, посериозен? Не дека и овој не бил сериозен, ако е 9 години, сепак треба да застанеш и пред луѓе да пееш. Така, па после како беше, уствари имаше аудиции вашите 5 минути кај што победив на тоа. Добро, шоу така кај одеше? Нашиот покоен Да. Драган Вучич. И мислам од таму почна ептен така попрофесионално да навлегувам влезеш во во се ова, да, на мои некои си 5-16 години. Да. И? Тоа беше вториот, да кажам, јавен настап на телевизија и после нели почнав со фестивали, почнав со вложување на мои авторски песни, спотови, до ден денес е тоа така. Да. Паметиш нешто од тоа? Како беше на вашите 5 минути? Како Чисто да не ни кажеш. паметам. Да? Преубаво беше. Значи имаше првенствено нели аудиција, кај што отидов, отпеав македонска, отпеав српска песна, Драган Вучич беше воодушевен од мојот вокал и одма ме стави во првите 5. Од првите 5 на прво место дојдов и така од тука почна се понатаму, да. Всушност, еден од твоите, како вели самиот другарка, другарки, овој третиот мажов другарка. Така, другарка, да. Ке искомуницираме со што како тоа, било, да. Даца вели дека и оттаму те знае. Всушност те запознал некаде во парк, кога си почнала да настапуваш, веројатно е тоа, ако се сетиш ти. Тоа е кога веќе професионално почнав да се бавам со, да кажам, ивенти, приватни прослави, така, од таму се запознав. Да. И како одеше тоа? Или, еве, да го искоментираме ова што си рекла, платени сме оноку колку што вредиме и колку сме вложиле во нас. Како одеше на почетокот? Во однос на тоа, не сакам да знам колку, нели сте земале, но сакам да знам како тоа вложување, што значи се тоа вложување за да можеш да имаш некоја цена која што навистина би била пристојна цена и би можело тоа да се живее. Така, па мислам дека со тек на годините, нели, со тек на тоа, на самото појавување на фестивали кај што јас имам добивано награди од прво, второ место за најдобра интерпретација, за сценски настап и за ред други работи. Многу песни авторски, значи до се имам веќе 2 албума, веќе и третиот полека го спремам. И мислам дека тука цената нормално сега кога сум почнала, кога сум започнала, не ми било битно колку сум била платена. Меѓутоа, знаеш, сум сакала да добијам повеќе на искуство, на пракса и на ред други работи. И како се одвиваше времето, така цената нели се зголемуваше, да. Така да јас сум задоволна од сето тоа. Од како оди патов? Како оди, апсолутно, да. Така е. А ова со поп музиката и фолк музиката, каде ти повеќе се пронаоѓаш? Ете, сите ми го поставуваат. Кај да отидам? Да, ама не стварно, одлично се снаоѓаш и во едната и во другата. Нели? Всушност ти така почнало се. Ти ја пееше Јувано Јуванке, ама пееше и нели во Коси да ти спијам. Па да, во мојата програма има и доста странска музика, има од се по нешто. Така да, како да се дефинирам поп или фолк, искрено не знам што да одберам. Затоа викам, ајде нека биде поп-фолк пеачка, фолк-поп пеачка, зашто да не, мислам. Добро, онако што ги може и двете. Па, види, се предност е од една страна за еден пеач да знае да разликува стилови, тоа навистина добро ми оди од рака. Сега не можам да кажам дека не почитувам оној што избрал само поп или вако. Кај мене предност е тоа, можеби е тоа збунка кај луѓето, затоа што имам песни кои што се стварно поп, имам песни кои што се фолк. И се бунат малце, ама ти кај си, викам, сегде сум. Сегде сум. А во однос на репертоарот, ме интересира заради тоа што си започнала многу млада, на само 16 години, нели, почна со тие настапи и ивенти. Како тогаш, или што тогаш ги забавуваше луѓето, а што денес? Можеш ли да направиш една паралела? Што е она што е различно во однос на музиката, во однос на репертоарот и кој беше твојот начин да и се доближиш на публиката? Затоа што нели секој од вас, добро што за секој од вас има место под ова сонце, нели? Колку и да сте, така имаме ние добри вокали и сите тие си наоѓаат свој места каде што ќе покажат што знаат и умеат. Како се менуваа музиките? Како се менуваа стиловите во однос на слушањето или сакаме да чуеме тоа и тоа? Така, па
Што знам, 99-та јас негде така почнав по-длабоко да навлегувам во професионално во оваа работа. Тогаш се слушаше доста македонска музика, можам да кажам, не дека не се слуша и не ја практикувам ја ден денес во мојот репертоар програма. Со тек на времето се измени, мада секогаш сум јас за тоа да има од се по нешто. Доста е застапена, како што кажав, и странската музика, забавна музика, евергрините кои што се прифатливи, значи и кај помладата и кај постарата популација. Меѓутоа, во последниве години како се одвива се младите, зависно каков ивент, нели, ако сум во клуб, во дискотека, барат нешто друго. Ако сум на свадба, се знае што се бара. Ма и на свадба веќе почна да се минува репертоарот. Да има од се по нешто. Така да овие, да кажам, па 7-8 години откако се воведе овие социјални мрежи, интернет и ред други достапни за секој. И преовладува доста и српската музика, можам да кажам. Да. Но јас си почнувам секогаш со забавна евергрини, како што кажав, поп музика доста, странска и ги мешам некако така. Стиловите ги мешам и има буквално за сите. За сите, да. Така е. Интересира при да слушнеме твојата прва другарка Тереза, што има да ни каже за тебе, како, на кој начин Јуле бира пријатели? Во една интервју си рекла нема многу. Не знам, нема многу пријатели. Не знам дали тоа од секогаш така или можеби со искуството созреваме па сваќаме нели што е она што ни треба и кои се луѓето кои што ни требаат околу нас. Но ме интересира нешто друго. Кога ги бираш пријателите, кои се особините кои што ти се важни да ги имаат за да бидат твои пријатели? Па знаеш како е, ја пред се сум една искрена особа и барам искрени пријатели. Да. Затоа што, знаеш, кога на некој посветуваш внимание, помагаш на некој начин, на било каков начин, без разлика, и очекувам тоа да ми биде секако, нели, и возвратено, а денес некако луѓето се затворени некако, и тоа јас го чувствувам, разбираш, и од таа можда гледна точка неам некој голем круг ме знаат луѓето, ги знам, меѓутоа онака зборам баш пријатели, другарки или некој што можеш да ми се јавиш во секое време. У секое време, да. Шо да кажам друго? Добро, кажи ми колку се тие, на една рака? Па на една рака. На една рака, да. Добро. Тереза е една од нив. Една од нив, да, дефинитивно. Ајде, ке чуеме многу повеќе од незиното искуство заедно со оваа наша Јуле прекрасна овде, па потоа се враќаме заради тоа што имаме и прашање кое што треба да го одговориме. Здраво, поздрав до вас и вашите гледачи. Јас сум Тереза, школска на Јуле. Јуле би опишала како позитивна, харизматична, духовита, весела, која често знаеше да подпевнува на одморите меѓу часовите. Мане и беше препишувањето, пошто седевме заедно. Инаку често знаеме да запалиме колата и да идеме надвор од Скопје каде што настапува, во Струмица, Делчево, Охрид. Инаку прашањето до неа би било кога би оделе на бања да се релаксираме, каде што верувам дека тоа би било заслужно. Ја гушкам и ја бакнувам и се гледаме. Чао, Јуле! Се враќаме назад и така ни ја раскажа во неколку секунди, во 40 секунди Јуле како ја доживува својата другарка. Многу е важно, значи подпевнувала и препишувала. Ама зашто е мана препишување? Треба да си снаодлив. Па не така е мана, уствари јас имав често затоа што оваа другарка Тереза моја школска, она беше првенец во клас. И ја имав таа чест да седиме заедно. И ја имав чест од кого да препишувам. Ете така, да. И секогаш несебично морам да кажам дека споделуваш информации со мене, ако нешто не знам, ти ова мораш да го знаеш. Викам ја песни учам се остава. И така една прекрасна личност, навистина. Ти благодарам многу, Тереза, те бакнувам и јас. Кога на бања?
На бања, да, секојаш стално ме вика, ајде ќе идеме вамо, ама јас работава се некако избегавам, ама еве сега јавно. Ветуваш? Ќе кажам, ветувам, да, дека ќе најдам ден и ќе отидеме сигурно. Дали овде или може надвор од границите. Може и надвор, зашто да не. Да. Сигурно е, Тереза, ти ветувам дека ќе отидеме на нека бања, на релаксација заеднички. Така е, супер, добро. сега, она што друго ме интересира, кој беше првиот фестивал на кој се појави? Првиот фестивал, сега, не знам, многу ги има, многу не знам. Веројатно, Охридски ти помогна. Охридски трубадури, да, Веројатно е тој. Валандово, може на Валандово, да. Макфест, Да. 2 пати до сега. Не знам на кој прв беше искрено. Добро, нема врска. Ќе чуеме една Макфистовска од годинава што измина, нели? Може. Да, но при тоа да ми кажеш кој е заслужен или кој е авторот? Овој што не чека во бифе, тој или некој друг е автор на песните? На Мојси Греф? Да. На Мојси Греф автор сум јас. Иначе. Ти, браво, одлично. Автор, музика и текст се мој. Аранжманот го направи Иван Јоки, еден голем поздрав до него. Изведена на Макфест. Прекрасни коментари за песната, многу пофалби, што искрено ми е многу драго. И не е прва песна што ја имам напишана. Твоја? Да. Твоја авторска? Да, моја авторска. Мислам текст и музика. Има повеќе во моите 2 албума, така да во слободно време и тоа го правам. И навистина ми е задоволство, затоа што некако слабо добивам добри песни од автори, кои што ти се допаѓаат. Кои што ми се допаѓаат и така дојдов до некоја иницијатива сама да седнам и да. И добро ми оди искрено. Сега вака, имаш никаква музичка наобразба, како тоа го правиш, ако ја создаваш музика? Не знам, просто извира од мене. Инспирација од секојдневен живот. Знаеш да свириш клавир? Не, ќерка ми знае да свири. А ти пееш, а таа пак Јас нешто знам, значи знам нешто и да читам ноти, меѓутоа она знае, затоа што е веќе студент на соло пеење на музичка, на музички факултет. Академија, да. Академија и она ми помага тука доста, меѓутоа како замисла, јас ја имам во глава? Да. Си ја подпивнуваш на телефон, како правиш? Просто ми доаѓа и склопувам и... Галина, трчај! Да, склопувам и мелодија, на, и сето тоа. По тоа, нели, текстот го формирам. Добро. И така, правам и она е тука да ми помогне, да ми отсвири на клавир, после одиме заедно у студио и со аранжирите, продуцентите ја создавате. Да, ја создаваме. Ајде да видиме каква е оваа авторска во Мојси Греф. Повели, микрофонот е твој, одиме со краток джингл. Четири ѕида, топла ноќ, во душа зима пишувам, грешки бројам сама, со себе зборам. Се забрането за нас, ништо не на наша страна, додека усни ми љубиш, само Бог ќе ми суди. Мојси Греф, добро ми стои, зар не? Мој меле, моја рана, ова срце што те бара. Мој си пар, кога ме љубиш во мрак. По тебе срце гори, гори се моли, да те има пак, да те има пак. Сега се будиш во мисли, мене ме љубиш
stojiš, zar ne? Moj mele, moja rana, ovo srce što te vara. Boji si par, koga me ljubiš vo mrak. Po tebe srce gori, gori se moli da te ima pak, da te ima pak. Продолжуваме со никој да не знае, Јулија Николовска. Во него имаме уште баги за муабет, не знам дали ќе стигнеме се да кажеме, но ајде да се обидеме. Повеќе од 20 години, точно 22 или не бројам добро? Што тоа? Си на музичка сцена. Па повеќе од 22 можда. Може би и повеќе. 23. Добро, може би 23, да. Дали си од оние кои што да речеме сакаат нешто да одбележат? Ете, не знам, таа 20 годишница, не знам како е одбележано, не знам како ќе биде потоа. Мислиш ли дека има потреба да се направи, не знам, концерт за публиката на 25? Еве. Па види, зашто да не? Мислам дека секој пејач Го посакуваат. го посакува тоа, да. Меѓутоа, дали ќе се оствари, не знам, затоа што знам? Не знам. Искрено би сакала да се случи. Да, да. Би сакала да се случи, затоа што секој пејач нели заслужува, поготоа јас имам навистина добри песни позади себе, имам доволен багаж за еден концерт. За еден концерт, да. Да, ги исполнувам условите, така да не знам, може треба поише да се распрашам, да се растрчам што можам да Така, направам. да, било тоа некои што го прават тоа, мислам нели, кои што го прават со години тоа дека треба баш добра организација, дека треба луѓе кои што нели ти се баш онака, како да кажам, посветени на тоа, дека треба да се истрча цел тој процес. Ама добро, има време. Имаш 2 години на 25. Има време, па не знам како прашите синчето мое, вика мама имаш 28 години. Па да, ти изгледаш како да имаш 28, ама на 25 години пошто на 30 почнала да пееш, нели? Така да, точно. И да, и на 28 кога ќе полниш, тогаш ќе си направиш концерт на 25. Концерт, да. Да, готово, договорено и ова. Ајде. Сега слушаме Марија. Имаме повеќе другарки, пак ова другарки, затоа што ќе ја видиме третата другарка и ќе видите зошто се смееме. Марија е следна, да видиме како таа ја опишува својата другарка Јула. Со Јулија се познаваме долго време. Доста заеднички моменти не сближи. Од првиот момент знаев дека е упорна, посебна, искрена и секогаш своја. Јулија е човек што знае да се бори за тоа што го сака и истовремено има големо срце за сите околу неа. Ако треба да бирам некоја мана, тогаш премногу дава се од себе и понекогаш заборава на себе. Ама тоа е дел од нејзината убавина. И за крај, ќе ја прашам, што е тоа што некогаш го сонувала, а никогаш не го искажала? Ете, така беше тоа со Марија, или така ни кажа Марија, така ја опиша ова своја другарка. Точно е ова се? Па, види, добро ме познава, затоа што имаме стварно, како што кажа, она доста заеднички моменти поминато. Имаме моменти... А кај се знаете, тоа ни го чувстваме? Се знаеме па добри 15 години. Да, па музиката не спои, нејзините исто работат со фотостудио, со такви работи. Дарко Јовановски е брат, иначе она е Марија Јовановска. Даре детето. Даре детето е брат, добро. Да, значи сме куќни пријатели и навистина добро живееме. Поготово со Маца имаме многу незаборавни. Откачана е. Многу позитивно откачана. Значи, нормално на тоа мислиме, кога мислиме откачана, добро. Така да, знае да ми се јави. Поминува за пола сат да излезеш, ама викам сега не можам, треба домашно да пишувам со малиот, имам ова, имам работа, имам... Не ме интересира, пишуваме побрзо, ајде искачаме. И кај одите? Кај сакаме ние. Кај сакаме, да, у бољи живот, значи една навистина прекрасна личност, Мацо, ти благодарам многу и те бакнувам, те гуши. А што беше она со прашањето? Прашањето беше... Сонот, нешто со сонот, што си сон... Така беше нешто? Нешто што сум сонувала, а не сум го кажала. А не си го кажала, да. Па види, ајде солистички концерт нека биде, ама си кажавме. Види на некое големо место кој што кажи. Па Борис Трековски може да е мал стадион.
Вау, на Зашто да не? стадион. Па зашто да не? Тоа е сонот, па Па добро. сонувам, да, и тоа сонувам да е некој пролетна кај лето, така. Да е убаво време. Тоа го имам во глава, да, и може ќе се оствари еден ден. Па зашто да не? Па зашто да не? Да сме живи и здрави. Така е, така е. Одиме кај почетокот или нели направи еден пресак и рече дека можеби е ред да се пробаше во соседството. Па направи сега, не знам дали се само 3, ја овде најдов податок дека се 3 песни, можеби се и повеќе. Точно, Кажи ми. 30, Да, сними 3 песни за гранд продукција. Прво зошто? Кој беше поривот? Сакаше и тамо да видиш, сакаше да видиш дали ќе ти се оствари она што на сите им се остварува прво во надвор од Македонија, па потоа стануваат попознати овде во Македонија. Па не само за тоа, искрено јас не знам колку знаеш, ама јас сум девојачко презиме ми е Влајковиќ. И по ти мајка си и по имаш. татко сум, значи србинка, иначе сум родена во Македонија. Колку сум србинка, толку сум и македонка Така е. дефинитивно. Така да од тука произлезе желбата да ете зашто не да отидем и од Србија во Гранд телевизија, затоа што имав и понуда од таму за да соработуваме и да создадеме песна. Жена кралјица беше првата со исто видео запис кој што го направи Даре детето. И одлично прифатена таму. Значи стапивме Таа всушност контакт. беше прво на Трубадури, ако се сеќавам добро, или? Жена кралица на македонски, а Да, жена потоа кралица на испрепеана на српски. Испрепеана, да, на српски. Весна Малинова ми помогна околу текстот. Заедно го направивме. Музиката е моја, снимена кај Љупчо Анастасија. И супер беше прифатена таму, бев одлично пречекана. Во доста нивни емисии во Гранд телевизија. Уште плюс 2, значи со се Жена кралица, фактички 3 песни ги промовирав таму. Еве, луѓето знаат тука и ми ги бараат на моите настапи, поготово Момак из друго града и Жена кралица. Така. Тие 2 песни ми ги бараат и па види се прошири рекламата, мислам дека. Дури имав и понуди за во Белград за настапи, за ивенти приватни. И? Таму, меѓутоа овдека веќе бев зафатен на тој период и никако не ми се да, освен на една свадба што ми беше слободен термин, што отидов да испеам приватна свадба, кај што супер навистина ме прифатија и супер поминав. И се надевам иднина дека пак ќе се случи да отидам. Да, велиш ме викна или кој те виде од Гранд? Тоа ме интересира. Како дојде до таа соработка? Па види луѓето таму пратат што се случува, што се овде, кои се добри пејачи, кои не се добри пејачи, ме разбирате, така да јас уште многу поодамна имав понуда за таму, да, од организаторите кои што се таму, па и еден од Сопствениците? Сопствениците, да. Да. Ке продолжи таа приказна или? Вратата е секогаш отворена за таму, меѓутоа сега сум тука и знаете како јас сум сепак фамилиарна жена и дома прво децата. Прво, да. Прво се они, значи Калина, Никола и муж ми покрај нив. 3 деца. Добро, 3 деца, така. Кариера, нели? Да. Кога сме кај кариерата, колку беа добри овие последниве години? После ковидот дали има некакво размрдување? Некој вика да, некој не. Што се случува? Па, види, после ковидот не може да кажеме дека е се така исто, дефинитивно. Има измени, има и во расположение, и во мислам се чувства тоа, и во секој начин се приметува. Што беше му? Да, дали имаш повеќе нас, дали почна, нели овие неколку години после ковидот, дали види, јас активна бев и пред короната. Значи морам да кажам дека ја бев заедно со Арија бенд некои 9 години. Имавме доста настапи, имавме и турнеи надвор, бевме Црна Гора, бевме Бугарија, бевме Белград. Така да бев доста актуелна и тогаш. После останав бремена, пеев до 9-тиот месец со штикли волкави. На мене нема проблем, со стомакот нема проблем. 2 недели пред да се породам си земав, нели, вакво боледување. И на 5 месеци пак се вратив. На 5 месеци само, Никола, кога имаш? Толку, да. Мораше да си се вратив повторно. Имаше закажано свирки? Да. Веќе имаше настапи кои што мораше да се вратам. И од 2023 сум соло како Јулија Николовска и 3X Band.
кој што член е исто тука има од сопруг Игор Николовски Гац. И до сега супер иде. Мислам, одлично, јас сум презадоволна. Може би вака соло уште позадоволна од претходно. Да, како беше стварија. Да. Мада не можам да кажам и со нив многу големо искуство, професионалци, едно преубаво време поминато заеднички кој што до крај на животот ќе си го носам. Стварно. Да. Има ли некоја нова песна? Нова песна наскоро? Да, па твоја, тоа прашувам, тоа ме интересира, ме инспирира Нова песна, најмногу. најнова, значи пред Нова година на 29 декември. А, таа што ќе чуеме на крај? Да, сега што ќе чуеме. Заедничка песна, дуетска со мојата керка. Чекај, са пред да чуем. Да, и уживај, да, ќе зборувам и за неа. Сега е наред оваа другаркава трета. Значи ќе ни каже самиот како стигна да стане другарка. Да, а потоа се враќаме и одговараме и на прашања и коментираме што има да каже тој за Јуле. Вака, Јуле ми прати еден скриншот во кој пишуваше прашања за другарки. Доле беа наведени прашањата, па еве јас како верна другарка да одговорам. Со Јуле се запознавме пред многу години, кога јас имав, мислам дека 17, можеби 18, она година две помлада од мене, значи можеби она 16-18, така некако, инаку се запознавме работно. Тогаш она почињаше со пеење, тоа беше во парк, во еден летен клуб, ресторан. Во тоа време не се сеќавам како се викаше, многу одамна беше, ама тоа се нашите почетоци, значи многу одамна. Како би ја опишал? Значи, Јуле има една специфична карактеристика за незе, тоа што таа е цело време насмејана, многу е ведра од секогаш и гласна, ама многу дружелюбива, према мене секогаш коректна и брза. Одличен талент од кога ја знам, значи била прекрасен пеач, многу опортунистична, многу колегијална, не знам, да не фрлам повеќе епитети, мислам дека доволно е тоа. Кои се незините мани? Јас мана се уште не сум нашол кај незе, се трудам да најдам и тешко ми оди. Прашањето би било кога ќе почнеш да старееш, пошто ова керкати и другарките околу незе не можат дечковци да се фатат од тебе. Фала многу, чао и се надевам дека ќе се дружиме уште долги години. Ете, така изгледа тоа од другаркава. Кажи сега зошто стана другарка, заради тоа што Кати ти напиша и ти само го ја само препратив што треба да направи. Да, и таму пишуваше за другарките, прашања. Да, и ова е третата другарка. Не се лути. Не е Драгче Дац, една прекрасна личност, прекрасен човек, соработник. Сезерист. Да, клавиатурист, сезерист, значи така и се запознавме долги години пред не знам. Има можеби 20 години. Тој вели на 16 твој никаде, меѓу 16 и 18, да, негде така 18-19 години, да. Се знаеме, прекрасен човек, како што кажав, инаку он го снимаше спотот што ќе го видиме на крај. Да, се занимава и со тоа. Добро. Ја се занимава и подкасти, исто води. Гостувавме јас и керка ми кај него. Така да човек кој што у секој момент можеш да му се јавиш да ти помогне за некој совет или за било што, и затоа инсистирав да биде он третата другарка. Да, и многу и убаво си кажа. И мани немаш, вика. Па види, мани, сега да го прашате сопругот, тоа најдобро знае. Ова третото дете? Третото дете, да. Него да го прашате, он најдобро ќе ви каже. Иначе, како и секој човек, нормално е да секој има доблести, има мани. Така да, и јас сум жив човек, имам мани и некојаш и сама не може да си се поднесла, ама добро. Ама ќе помине денот и ќе помине и маната. Така. Така, сега со Кали со работката како дојде? Таа инсистираше или ти инсистираш? Кој инсистираше? Па види, оваа песна имав од поодамна, да кажам, у фиока, и оваа песна ми е поклон, морам да кажам, од мојот драг колега Горан Јовановиќ Топче. Басист, гитарист,
И од подамна ми ја има дадено и така стоеше и чекавме кога, како, што и викам, чекај шо со песната и ја пуштам, јас и керкам и вау, каква песна. А кали кога почна сама своја кариера? Животот минува, убав текст, убаво се. И викам, мамо, ова е прекрасна песна, јас ќе ја снимам. Опа. И јас од први викам, значи... Немаш шанси. Не. Може. Немаш, како можам на керка ми да кажам не. Од кај те знам. Значи, она има предност апсолутно. И викам, окей, снима ја. Идем у студио и у последен момент доаѓаме до заклучок двете, а што викаш заедно дует да си ја направиме. Значи, последен момент идеме. Значи, прва строфа рефрен ти, втора јас и тоа е тоа. Тоа е тоа. Направивме, отснимавме, Даци го снимаше видео записот, третата другарка. Третата другарка. И супер производ. Да. Супер производ. И добро поминува. Добро поминува, добро прифатена, значи се пушта доста на радија, ја вртат, доста прегледи на YouTube, како што и мој Сигарев гледам одлично, си оди во тој правец и баш ми е кејф искрено. Кали како почна сопствена кариера? Тоа ми е важно, чека да видам колку има. Добро. Мислам дека ќе треба да пуштиме песната кај да е. Добро? Кратко, да кажам, Кали е иначе трета година Академија соло пеење. Она си се бави паралелно, си снима, до се има 3-4 спота неизини. Не сака многу вака по телевизија да се појавува, не сака да. Си студира, паралелно си работи, паралелно си снима во студио, исто сама си пишува текстови, музика, многу е музикална и надарена, може не толку пеачки колку што авторски. Ќе кажам како автор, композитор е многу добра и искрено посакувам се најдобро. Се најдобро како е Никола мајка. Никола е многу мал, има само колку 7. Он има 7 години, он е исто прваче у ниже школо. Како до сега е бубњар. Кај Он е бубњар мислам дека застан. најталентиран. Стварно, од сите дома. Крај. Добро. Да. 7, ќе го чекаме да порасне, ќе видиме што ќе се случи. Така е. Јуле, ти благодарам на искреноста, ти благодарам на интервју. Гледаш како вака летна. Многу брзо ја викам само што почнав да правам улаве, се размуавет и готово. Да. Очекуваме концерт, тоа го должиш. Сигурно. Да, некаде мај, јуни тамо на стадион, така беше. Точно. Да, кога како ќе ни кажа таа, кога ќе биде време за тоа, а сега ќе уживаме заедно во Дај ужива Јуле и Кали. Сакам музика и вино, до небо ноква да ме подига. Јас сакам кај да сум да ми биде фино, јас сакам само добра забава. А таму доле седи некој пијан брат и со очи свој ме пие. А јас му велам, хајде остај ме на рад, од такви преку глава ми е. Хајде уживај, животот минува, секој ден да ми е фино. Хајде не чекај, само пали додај газ со музика и добро вино. Хајде уживај, животот минува, секој ден да ти е фино. Хајде не чекај, само пали додај газ со музика и добро вино. Јас сакам многу да се заљубам, но ете, од рака нешто не ми поаѓа. Често ми доаѓа да заплачам ко дете, што нова љубов не ми доаѓа. И пак на шанк седи некој пијан брат и со очи
ова